Добро вечер. Јас сум Јадранка Костова и во овој дел од отвореното студио на 1 ТВ ќе се обидам да дојдам да одговори како и зошто политичари, бизнисмени и високи функционери лесно обвинети за тешки дела, па дури и злосторничко здружување, лесно успеваат да ја одбегнат правдата, па и да станат бегалци. И особено, која е одговорноста на полицијата во ваквите случаи. Мои гости во студиото се Љубомир Ѓурчевски, Добро вечер. Кој има магистрирано на организиран криминал, се извинувам, и Богданчо Гогов, професор на Факултетот за безбедност по полициско право. Инаку обајцата долги години работевте во Министерството за внатрешни работи. И сега да ги споменам, во оваа последна година, да кажам, во предметите што ги води специјалното јавно обвинителство, избега бизнисменот Сеат Кочан. Потоа се случи бегството на луѓето од петата управа обвинети за прислушувањето, Груевски и Бошковски. И последниот случај е екс-премиерот Никола Груевски. Интересно е што патните исправи, пасошите, беа одземени, нели, како мерка на безбедност. Сите овие излеа патуваат без патна исправа, еве видовме за случајот со Груевски, вела дека и со лична карта успел да стигне до Будимпешта. Јас секогаш се борев против притворите како мерка за безбедност, кои стануваа казна, но сега се прашувам и ве прашувам, има ли ефект мерката одземање на патна исправа кога се во прашање луѓе кои имаат многу пари? Повелете. Еве, ајде, пошто спомнавте луѓе кои што имаат многу пари, нормално е тука, нели, да проговориме ние од кои што се занимаваме колку толку со работите во областа на организираниот криминал. Значи, за сите овие случаи за кои што ние зборуваме, треба да имаме во предвид дека години наназад имаме една ситуација на неказнивост на моćните политичари и моćните бизнисмени кои што малте го контролираат поголемиот дел од капиталот. Ние сме во една ситуација, наследена ситуација на заробена држава, на нефункционално судство, на нефункционално обвинителство и на нефункционални институции, и затоа во целиот овој период од појавата, односно од формирањето на специјалното јавно обвинителство и покренувањето на енормно голем број на предмети, односно поведување на истраги за врвни политичари, значи министри во влада, премиер на влада и така натака, нас не затекна во една ситуација кога немавме дозавршено процес на реформа во судството, односно немавме равчистено со она коруптивност во судовите, во обвинителствата, во државните институции, со она партизација нивна, со нивното создавање, нели, и викаме дека сите беа во услуга и беа ставени на услуга на политиката, односно на политичките моćници, кои што ги регрутирале, односно ги поставиле на тие позиции каде што се затекна. И од тука во првиот момент, односно во првите 5-6 месеци од функционирањето на јавното обвинителство, на специјалното јавно обвинителство, ние имавме едно опортуно однесување на судовите, каде што многу тешко ги прифаќа барањата за одредување на мерка притвор во било кој предмет од сите овие кои што беа во работа. Во конкретнава ситуација, значи, имаме дури една ситуација каде што многу побитни кривични дела и многу потешки кривични дела и со многу поголеми финансиски импликации некако многу ни се одолговлекуваат постапките во судот. Визави тоа, ние имавме една осуда, односно, нели, правосилна донесена пресуда за едно многу полесно кривично дело кое што заврши ден кое што заврши, нели, за набавката на возилото, кое што заврши со пресуда. Други кривични дела каде што кои се многу потешки. Каде што се многу потешки. И сега тука се враќаме на она неказнивост. Значи, која што се создаде надвор од правниот систем, каде што јас често пати знам да кажам дека ние затекнавме на ситуација каде што правдата беше во функција на организираниот криминал, а не во функција на заштита на законите. И прашањето ми беше и ова. Како сега да го коментираме, да ја коментираме мерката за безбедност од земање на патна исправа кога ни се случуваат вакви работи? Ова сакав да додадам.
Еве, во меѓувреме потоа беше одреден експресно притвор за Милијана Киевски и Кирил Божиновски. Адвокатите велат, ама тие досега редовно нели се јавуваа на суд дека мерката одземање патна исправа имала ефект. Меѓутоа, и Груевски редовно се јавуваше на суд. Видете, кога сме кај патната исправа како Значи, мерка, што станува кога се ВИП не личности? дозволете, одземањето на патната исправа како мерка за обезбедување на обвинет во постапката и како држит по мене. Но тоа држит во една ситуација каде што независноста на органите за прогон, за откривање и докажување на кривични дела е до таа мера каде што политиката нема влијание врз нивното одлучување. Зборам, значи, од предистражна постапка, покренување на обвинение и пресудување на кривичното дело. Ние сме овде во една ситуација каде што имаме заробена држава која што згора на тоа со сите своји соседи имаме подпишано билатерален договор за патување со лични карти, а за тоа не ги известуваме дека на одредено лице што му е одземена патната исправа треба да му биде забрането и излегување со лична карта, односно тој да биде ставен во нивните системи доколку се појавите со лична карта, дека треба да биде спречен во излегување на абсурдот на абсурдот во Албанија може со лична карта, во Црна Гора, во Србија, во Босна и Херцеговина, значи може со лична карта. И во Унгарија се види дека. Не, дозволете, ние за Унгарија малку после ќе коментираме полициското право. Која е одговорноста на полицијата? Груевски имаше 6 телохранители платени од државата. Се знаеше дека пресудат нели упатниот акт за затвор станува правосилен и ние што видовме. Кога полицијата го бараше во неговиот стан, сега вака делува дури и жал на таа сцена. Груевски веројатно во Тирана или каде бил тогаш можел да се смее на целата акција. Дали е можно полицијата да немаше информации тој ден дека Груевски е избеган? Постои од 11 до 13 ноември 48 часа се чекаше меѓународна потерница да се издаде. Од 8. Ако го гледаме последниот случај со поранешниот премиер, има два момента. Неговото обезбедување е уредено во законот за владата. Уште тогаш кога се уреди имаше во јавноста, во стручната и така пошироко имаше реагирање зошто тоа така се одлучи, затоа што видите тоа многу е интересен начин како е напишан тој член. Значи, се вели дека поранешниот претседател само одлучува по негово барање дали ќе има обезбедување. И што е уште поинтересно, самиот ги бира лицата кои ќе го обезбедуваат. Ама тоа е правено во времето на Груевски како Добро, премиер. помина време од кога не е Груевски на власт, и новата власт не го промени. Владата работи по тој закон сега. Оттаму, значи, Груевски тоа обезбедување што е државно, можел да го користи по негово наоѓање. Прво да ги избере, а второ да го користи. Можел да им каже тој ден дека утре не излегувам, нема да ми требате. И тие се завршуваат должноста. Тоа е неспојиво со обезбедување на лица. Како полициска активност. Премиерите, председателите, министрите, други личности што треба да бидат заради заштита на државата. Пред измената на овој закон беше поинаку? Кој одлучуваше? На поранешните премиери не им следеше обезбедување. Пред ова. Тоа им следи само на поранешните председатели на државата. Зошто? Затоа што секоја држава, веројатно, символот на државата е председателот, па и поранешниот и понатаму е символ. Но дали поранешен председател имал вакво право да рече јас кога ќе сакам обезбедување? Не, него има обезбедување кој е службено. И председателот или премиерот или министрот, било кој од тие, да речеме, политичка елита што се. Не се експерти по обезбедување, затоа има служба специјална во Министерството за внатрешни работи која проценува како ќе се изведува обезбедувањето, на каков начин, со колку луѓе, и тоа воопшто не е предмет на влијание или прашање и одобрение од страна на тој што се обезбедува. Него тоа си е професионална задача на полицијата. Тоа е околу обезбедувањето. Дали е можно вакво бегство? И сега видите, уште еден момент има околу ова. Без логистика на луѓе од полицијата. Уште еден момент само има околу ова, што во јавноста го чув го толкува. Значи, законот за извршување на санкциите е јасен. Груевски да го примеше патниот акт. Во петокот. Во петокот. Законот кажува дека
судијата за извршување на санкции го одредува денот од доставата на упатниот так за лицето да се јави во неиздржување казна затвор од 8 до 13 дена. Значи Груевски да го примеше најлегално. Да не го избегнуваше доставувањето судско и така натаму. Во него има 8 дена уште за да се јави. Зошто? Затоа што законот мора да внимава на човекот. Се работи за човек кој треба да оди на издржување казна затвор да биде лишен од слобода и од други некои права. И затоа минимално му остава 8 дена, еве да речеме да се домашни работи да заврши, психички да се подготви за одење во затвор. Значи Груевски тука оти слушам викаат можело тоа се побрзо да оди. Законот е таков и тој е хуман закон и тоа така треба да остане. Значи оно слобода се бранеше и треба да се подготви, законот му дава 8, а судијата може да одложи и 13 дена да му даде да се јави. Може ли без полициска поддршка вакво филмско бегство, да речам? Така да се изразам. Видете. Значи, можно е. Десетина години или колку беше најмоќниот човек. Можно е. А еве и како осуден се покажа како моќен. Можно е. За да Значи, можеш вака да избегаш. Значи, од Македонија бегаат и лица кои се со правосудна судска пресуда, што не се политичари, што не се елитата економски и така натаму, си бегаат. Ма тие бегаат по диви примени. Бегаат може Зар мислите дека сам и со поддршка на полицијата. Груевски си преминал границата? И тие може излегуваат преку граница легална, не на див премиштови и така натаму, меѓутоа кај Груевски има една многу погодност по него, според мене, што се немам аргументи за тоа, меѓутоа има една ситуација во која 11 години беше премиер на оваа држава, 11 години критикувавме, имаше аргументи како се одвива кадровската политика во јавната и државната администрација, во државната влегува министерството, особено министерството беше предмет на голем интерес партиски, па слушнавме од бомбите дека МВР, ВМРО, штабови и така натаму. Значи, тие луѓе што работат денеска во полицијата, во управата за безбедност контраразузнавање, добар дел се примени во тие 11 години и му должат на некој начин на премиерот или на неговите блиски. И што е проблем да му вратат со едно дигање на рампата на границата? Иако има истрага. Најлегално, мислам, легално во смисла преку граничен премин издржи. Не се исклучува како можност, нели истрага се води и внатрешната контрола во МВР. Има камери сега. Ако работеле камерите, ако не биле во небо кренати на граничните премини, може да се види, да речеме, возило некое што е што може да го поврземе со Груевски и така натаму, дали на граничен премини. А чија е одговорноста сега? Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенцијата за разузнавање, јавна безбедност. Ние во целава операција се гледа страшна логистика од унгарските дипломати. Ајде пак да се вратиме на оние организирани криминални групи. Факт е дека во Македонија 27 години наназад, значи, од воведувањето на новиот општествено-политички систем, нас наместо да ги преземеме оние позитивни вредности на западниот систем, ние ги изгледа ги преземавме негативните вредности на западниот систем и ни се појавија организирани криминални групи во сите области. Карактеристики на луѓето кои се сега дозволете организираните криминални групи како профил кога ги анализирате вие од криминолошки аспект, вие ќе дојдете до една ситуација дека станува збор за добро организирани групи, за егоистични луѓе, за луѓе кои што се занимаваат со насилства, кои што се спремни да извршат најригорозни, најмонструозни кривични дела со цел за да ги остварат своите интереси. А главниот интерес кај ними е парите. Они имаат неколку битни мота меѓу себе, односно гесла, каде што основното гесло им е ако не си со нас и против нас. Значи секој кој што е дел од кој што не е дел од таа организирана криминална група, он им е на ними непријател, па без разлика каде тој се затекнал или не се затекнал. Од тука организираните криминални групи основна цел им е да инсталираат што повеќе свој кадар во државните институции. Зборам, полиција, царина и така натака, точно за да ги користат нивните логистички услуги кога ќе дојдат во ситуација да мора да избегнат правдата. Што овде ни се покажуваат во сите конкретни случаеви. До толку повеќе што шефовите и врвот на организираните криминални групи не жали средства и пари за да дојде. Да, но се појави еден за мене шокантен податок од специјалното јавно обвинителство дека
имотот, недвижен имот, финансии, сметки на Сега ќе дојдеме до Груевски тоа. биле сега- ликвидирани уште пред 3 месеци. Дозволете. Како сте работеле во организиран криминал во полицијата? Како е можно да се случи ова и никој да не алармира? Точно тука потврлуваат сите институции. Особено оние институции во државата кои што се задолжени да го следат текот на парите. Значи, вие не можете да докажувате финансиски кривични дела од делот на организираноста, трошењето на јавни пари и така натака, каде што еве, например, Transparency International излегува со податок дека во последните 11 години од Македонија се испумпани преку 5 милиарди долари. Тоа се скоро 2 буџети на Република Македонија. Тоа се пари кои што се на било кој на овој или оној начин испумпани и изнесени надвор од Република Македонија. И сега ако се вратиме ние назад, тука ќе дојдеме до сите оние институции. Дирекцијата за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам, Агенцијата за финансиско разузнавање. Значи има државни институции кои што целосно потврлија. Не може некој да вади тенорно да вади кеш од сметки, а банките да не имаше повеќе сметки повеќе кога 36 во сметки. антикорупцијска беа прифатени. Значи 36 трансакцијски сметки во 6 банки, во 6 македонски банки се водат на име на осуденото лице Никола Груевски. Значи тоа е податок на специјалното јавно обвинителство. И сега во рок од 3 месеци викаме сите тие сметки се испразнети, банките не алармираат, а масовно се вади кеш. Значи станува збор за некаде одговорност кај банките. Да, и кај банките, кај сите кои што биле должни да информираат, да ги информираат институциите затоа што станува збор за преку 10 милиони денари. 10 милиони денари извадени од тие сметки затоа што специјалното јавно обвинителство не излезе со податок за девизни средства вадени од тие, него излезе само со денарскиве сметки, али тоа се 10 милиони денари се некаде околу, ако добро знам математика, некаде околу 150.000 евра. Значи тоа е позамашно. Официјално. Официјално, да, значи збориме за официјално. И сега ние како држава се прашуваме што ни се случи. Господа, нас ни потврлија сите можни институции за откривање, докажување и пресудување на криминалот. Значи сите можни институции. Нема тука нека се ајде ќе се правдаме. Јас овде зборувам од аспект на одговорноста во полицијата и затајувањето на полицијата која што има со одредени действија. Јас не сум, тешко може некој да ме убеди, знајќи ги сите оние слабости и порозности кои што ни се случувале во делот на транспортите на акцизни стоки, како ни исчезнувале на граничните премини, на легалните гранични премини, значи цели камиони со цигари ни се губеле, па ги нема никаде во евиденции, па не можеме сето тоа, па имавме дури и поплавување на царинска документација цело, но тоа се други случаи, да ги тргнеме на страна. Значи дека господинот Никола Груевски одел на илегален премин. Не бе, господа. Господинот Груевски може би дури и со кафе е изнесен. И јас сум тврдо убеден, но ова што викате професорот Богданчо, дека ние во моментов немаме опипливив доказ да го докажеме. Иначе многу лесно со едно стапче камерата ја насочувам во правец на кој што јас сакам. Господинот Груевски ќе се излези пешака, излегуваат по него друго возило. Така, Гогов, како е можно вака да се затворат сите сметки? Во овој предмет, каде што е поранешниот премиер осуден, се работи за казна затвор од 2 години и ако е само тоа, ако беше само тоа, тогаш значи не би нашол некоја посебна одговорност во институциите. Така. Меѓутоа, бидејќи поранешниот премиер се водат постапки Многу потешки. за многу тешки кривични дела. И сега, кога гледаме во тој контекст, значи не може никој да биде амнестиран од казнено-правниот систем. Ако тоа надлежното јавно обвинителство е по мене прво, во тоа судот, затоа што не ги одобрува мерките или бараните што се вакво, и полицијата. Работата на полицијата не завршува оној момент кога ќе достави кривична пријава до соодветното обвинителство. По законот за кривична постапка, полицијата е дел од правосудната полиција, иако имаме сега законски проблем во тоа, меѓутоа тоа друг пат. Реформата на процесното право, процесната постапка во Македонија беше токму во делот, најголемата реформа беше токму во тоа што јавниот обвинител стана Доминус Литис, главен носител на претходната постапка. Го истушивме истражниот судија, а сега судијата на претходната постапка само ги одобрува мерките и се грижи за човековите слободи и права и за правичноста во постапувањето на мерките.
Значи, задачата на полицијата продолжува. Обвинителството може да подигне и обвинителен акт, може да има и доказно рочиште, да речеме, ако има потреба, па одбраната ќе изнесе докази таму и така натаму. Обвинителот не може да остане сам, и не е по законот така, да остане сам ни на главната расправа. Затоа што одбраната ќе си подготви своја верзија на настанот, ќе повика своји документи, своји сведоци, своји вештаци и така натаму. Кој ќе го провери сега тоа? Капацитетите на обвинителството повторно се во полицијата. Значи, полицијата не може до завршување и еве гледам и до извршување на отпушување е вклучена. Лезија има и во Законот за кривична постапка, има во сите тие етапи на како помошник на јавното обвинителство, па на судот да се спроведе, па на судијата за извршување, да му помогне да го најде лицето по потрага и така натаму. Не може да запре работата. Сега, ако се работи за лице кое е обвинето за тешки кривични дела кои се со милионски суми, за кривични дела кои ја загрозуваат економската, политичката стабилност на државата, тогаш полицијата мора да истражува постојано. Тоа не завршува. Обвинителството што го подигнало обвинителот треба да работи. Да, но ние имавме... И да бара во секој момент. Ако до вчера може би немало потреба од ново барање за притвор на било кое лице, во конкретниот случај поранешниот премиер, денеска има. Затоа што веќе имаме извршно, или за извршување. Можело денеска да побара, вчера да побара. Условно сакам да кажам. Но... Тука е пропустот. Полицијата има можност, тоа во Законот за полиција, иако сум ја противник генерално на таа можност на полицијата, меѓутоа еве им стои на располагање на полициските службеници. Таа е некако наречена, кога се однесува за лице, зајакнато прикриено наблюдување. Груевски за 2 годишната казна по мене нема потреба да биде зајакнато наблюдуван од полицијата. Меѓутоа, за процесите што се водат, фактот дека се водат како има потреба да биде прикриено наблюдуван, затоа што он, барајќи ја својата одбрана, може да ни понуди нови докази. Така. Државата е во голема предност пред секој лице. Ако Груевски бил председател на владата и бил моќникот во државата, условно кажем, сега во моментот државата е против него. И те како инструменти има државата да може успешно да обезбеди квалитетни докази, за да не биде само на тие доказите што ги имаме од бомбите или нешто друго. Така, интересно е дека додека додека владееше и додека беше моќен, сепак постоеа медиуми кои пишуваа за многу индици за случаи коруптивни, организиран криминал во кои партиципираат моќни бизнисмени, функционери, министри и сите институции молча. Се преспа целиот период. Не знам колку сега се во таа будна состојба, но во врска со бегството на екс-премиерот Груевски и невладиниот сектор пред некој ден покрена иницијатива за одговорност. Во меѓувреме, нели, добивме нови моменти како одело тоа, па колегата Христијан Баневски разговараше со Натали Петровска од организацијата Сите за фер судење, па да видиме што оттаму велат за сите овие нови моменти. Се наоѓаме во една од редакциите во Будимпешта и сега ќе поразговарам. Се наоѓаме во една редакција. Значи, Коалицијата за правично судење беше меѓу организациите која што ги осуди пропустите во бегството на Груевски. Сега со сите нови моменти и потврди кои што ги имаме за вмешаност дури на унгарски официјални представници и сите нови моменти во потрагата по него, каква е вашата перцепција? Дали институциите доволно до овој момент си ја врше работата, дали од сега доволно сериозно ја сваќаат оваа потрага и колкава е надежта за исход? Морам да констатирам дека институциите во конкретниот случај потврлија. Врз основа на притисокот, меѓу другото и на јавноста, што во последниве денови се случува, мислам дека сега веќе сепак многу посериозен пристап ќе имаат кон целата оваа проблематика. Ние лоциравме неколку проблематични подрачја, тргнувајќи, ако одиме и хронолошки, од самиот закон за извршување на санкциите, кој што остава еден
непријатен вакуум период меѓу моментот на издавање на упатниот акт, временскиот период да се пријави осуденото лице на издржување на казна, меѓутоа тој период што би требало да се пријави се поклопува и со целата жалбена постапка. Така што во преку 90% од случаите кога има жалбена постапка, овој период, односно периодот кога треба да се пријави лицето, се пробива. Што значи немаме предвидено во законот механизам во овој момент, доколку е пробијан тој рок во кој што лице треба да се пријави на издржување на затворска казна, да евентуално со моментот на давање на правосилното решение биде тоа проследено со евентуално полициски служби кои што во истиот момент на давањето на решението би го и привеле тоа лице, односно го однесат на издржување на казната. Значи ова е една слабост која што еве сега ја лоциравме, до сега не се случил некој ваков покрупен случај, меѓутоа е основ за евентуално размислување за корекции. Да, тоа е прашањето, бидејќи вакви случаи отвараат сомнежи за евентуални законски измени. Дали вие меѓу организациите кои што го осудивте ова, бидејќи претпоставувам сите сте го лоцирале како проблем, веќе работите на некој нацрт текстови кои што би можеле да ги надминат ваквите пропусти во иднина? Ова ќе биде секако дадено евентуално како препорака кога би се отворил овој закон како прашање за корекции, дополнување и изменувања. Во овој момент секако дека не е од приоритетните закони, знаете и сами кои се приоритетни закони во областа на правосудството, меѓутоа секако дека би упатиле на оваа проблематика во насока да не се повторува во иднина. Кога веќе во овој момент не е приоритет, не се приоритет овие измени, не може да се направат реално за да може да ја избришат грешката. Останува прашањето за екстрадицијата. Што толку се чека за издавање на еден ваков документ, ако веќе имаме и меѓународна потерница и да речеме сите критериуми за да тој биде екстрадиран назад во земјава? Не се чека ништо. Јас колку што знам од последните известувања кои што ги даде и самото Министерство за правда, се работи на документацијата, односно на превод. Знаете дека мора целата документација која што ќе се поднесе, веројатно е обемна, да биде преведена на соодветниот јазик. Во конкретниот... Дали ја оценувате оваа постапка дека се одвива бавно? Дали би можело побрзо да се одвива и поефективно? Не би можеле да оцениме бидејќи го немаме крајниот рок кога би било поднесено. Можеби во теков на денов ќе биде тоа поднесено, па неблагодарно е да цениме дека е ненавремено. Верувам дека сега веќе и Министерството за правда и сите органи кои што се засегнати, дека и тоа како постапуваат убрзано и во насока на ефикасност. Меѓутоа се поставува на нас да би го вратила прашањето со одговорноста во поглед на обезбедувањето на бившиот премиер. Знаете дека согласно уредбите кои што ги има и правилниците за обезбедување на лица, тој беше под постојано полициско обезбедување. Значи, тоа подразбира 24 часовно обезбедување, согласно член 200 од правилникот за обезбедување. Значи, не можат тие лица кои што биле назначени да го обезбедуваат него да напуштат или да бидат на повик или слично. Тоа значи дека континуирано во текот на целиот период. И сега прашањето е како воопшто тој стасал до нечија граница на која и да е страна од државава, без тие лица да известат некаде или да бидат отпуштени од должноста во моментот која што ја вршеле. Понатаму се поставува прашањето дали преминал на евентуално легален или нелегален граничен премин. Ако е на легален имаме многу голем проблем. Него ме одземена патната исправа. Како го поминал тоа? Ако е на нелегален повторно имаме проблем. Тоа значи дека државата не ни ги обезбедува границите, дека може било кој да помине. Така, низ за дилеми и сомнежи отвара овој случај. Во јавноста и веќе е покрената внатрешна контрола која што истражува евентуална вмешаност на самата полиција при неговото бегство, но додека трајат овие сите постапки, додека се зборува и јавноста бара одговори за тоа каде се наоѓа експремиерот, доколку тој евентуално добие азил од унгарските власти и остане таму, колку тоа ќе ја поткопа довербата во нашите институции, а и генерално како ќе влијае врз нашиот правен поредок, односно правен систем. Довербата во нашите институции, особено во судството во моментов, и тоа како е подкопана. Ова ќе биде дополнителен пораз на правосудството, меѓутоа и на сите органи кои што делуваат во рамки на правосудството. Ќе покажат само неефективност и неефикасност во справување со овакви проблеми, меѓутоа и со владењето на правото и обезбедување на владење на право од страна на институциите. Се враќаме во студиото. За дел од овие работи имавте различни коментари и толкувања на актите, но да преминеме на други конкретни работи.
бидејќи Груевски ја бара заштитата во унгарската амбасада во Албанија, останува спорен овој сегмент како од Македонија стигнува до Албанија. Но ако албанските власти потврдија нели кога бил како заминал, и црногорските власти тоа го кажа и рекоа дека заминал за Србија, но таму имаме молк. Тука се две прашања. Зошто запира, да речеме, запираат информациите до Црна Гора, и овој сегмент со главниот момент преминот кон Албанија во Тирана и унгарската амбасада. Видете, со самото тоа што Република Албанија се произнесе дека она има само точен податок на излезот на господинот Никола Груевски, осуденото лице Никола Груевски, од Албанија према Црна Гора на граничниот премин Ханит Моричан, тоа е кај Сукобин, во тој дел на Скадарската регија. И од тука се има патишта кои што водат и према Улцин и према Бар, но има една зошто немаат албанските власти кога влегол? Дозволете, немаат кога влегол затоа што влезот е на црно, или со лична карта, или воопшто не е евидентиран, платен со организирани криминални групи. Јас што викам, ако треба и на раце ќе го пренесе, значи во организираниот криминал ликот на Грујо беше до таа мера издигнат да малтене ако треба и од рамо на рамо да го пренесат на некоја друга територија, но тоа е друго прашање. Тоа е друго прашање кое што ќе го оставиме за некои други анализи. Доаѓаме до Црна Гора. Викаме влегол во Албанија, влегол во амбасадата. Амбасадата е веќе екстериторијалност, исто како да влегол во Република Маđарска. Тој таму го поднел барањето и од тој момент кога амбасадата информирала дека добила барање за азил, таа е должна да го заштити. Значи тоа е како Асанж. А како Асанж, нешто налик на Асанж кога влегуваат. И затоа сите држави кога бркаат некој бегалец од правда, обично се труда да не му дозволат да влези во нечија странско дипломатско-конзуларно представништво, затоа што знаат дека постапката за азил ќе потрае и така натаму. А не влегол овде затоа што можеби не, дозволете и да влегол овде во Република Македонија, он не ќе можел да поднеси барање за азил од Република Македонија, него тоа се барат од трета земја. Избегал од Македонија, отишол во трета земја и од амбасадата на државата каде што барат азил во третата земја. Тоа добро И сега влегуваат во Црна Гора и од тука сите ја избегнуваме онаа верзија зашто Црна Гора 24 часа молчеше, не кажуваше дека наводно излегол према Рожај, затоа што постои една друга верзија каде што викаме дека од овој граничен премин кој што го спомнав до аеродромот кај Тиват, на кој што има многу приватни летови и во туристички сезони и се, има нецели 82 километри кој го возел тој пат, јас пошто често сум го возел, знам дека е точно 82 километри и дека таму има многу приватни авиони од типот на Лирџет со десетина седишта и дека од тука е организиран транспорт, авионскиот транспорт од Црна Гора према Република. Значи, ова е една верзија која што треба да што вие ја пласирате дека од Црна Гора со приватен авион оди за Будимпешта за да влегуваат на аеродром во на некој спореден аеродром, не на главен аеродром во Маđарска со цел за да не биде вратен во транзитен центар во Србија. Ако влезите од Србија би требало, значи задолжително маđарските прописи предвидуваат враќање во транзитен центар. Но овде имаме влегување од аеродром и на аеродром тој е бегалец без лични документи. Значи ви делува као реална опција? Без лични документи. И од тука предпоставката, значи таа верзија треба да се провери дека е заминат од Тиват. Ви делува реално ова? Како можна опција? Можно е. Лично мене не ми е тоа толку возбудливо како стигнал до тамо кај што стигнал. И дали преспал во вилата на председателот на Унгарија или не преспал, тоа него има друг момент кој веројатно е присутен 27 години, каква држава е Македонија и во кој регион, со какви држави во регионот е обкружена. Ако прочитаме извештаи од релевантни институции, од Светска банка за економијата, да речеме, од Amnesty International за човековите права, од Репортери без граници за овие земји, за ова што е за корупција, каде што Слаѓана Тасева е овде во Македонија или представник на Transparency International.
Сите овие земји, Македонија, Албанија, Па и Бугарија. Бугарија, Србија, Црна Гора, тие се негде кад доле по сите тие критериуми, стандарди за некакви си демократски принципи или не знам вредности. Значи лесни се вакви... Оттаму кој владее во сите бегства, да речем, во овој од регион, пратата. кој владее во овој регион? Кои се тие политички и економски елити? Па видите ги оние сите скандали во Србија со Колубара што беа свакако најдоминантната, милиарди каде што се украдува од Колубара од Србија. Видите што се случува на Косово со Трепча. 27 години. Видите во Албанија што се случува на планот на криминалот, на планот на судството. Таму има чистка во судството, нов реизбор на судиите, проверување на имотната состојба. Видите кои се држави во регионот и кои владат и какви се односите на елитите политички и економски меѓу себе. Тие се многу блиски пријатели. Ова ми имам уште... И го покажувале, поготово поранешниот пример со српското раководство, со црногорското раководство, тие или со Орбан. Да, И, тоа па е него ептен. нели Орбан доби некој Орден од председателот. Видете го сега, таа врска политичко-економска. На таа тема сакам. Минатата недела, точно во петок, СЈО стартуваше со акцијата Империја. И тука првпат имаме нели меѓу осомничените да биде еден бизнисмен од листата на Forbes, Орце Камчев, но и шефот на УБК Сашо Мјалков, кој важеше за едно од најмокните фигури додека владееше ВМРО ДПМН. Може и сега е. Уште Па и економски превземање на непријателско превземање на многу фирми меѓу кои злосторничко здружување, перење пари. СЈО рече дека ќе се шири истрагата и кон личности. Очекувате ли дека можат да почнат конечно некакви, да речеме, процеси и акции во кои таа спрега, нели, што сиве 28 години постои меѓу партиите, политичарите, бизнисмените и подземјето. и подземјето, И обкружувањето. можно ли е да се санкционира? Видите, исчекорите наводно кон Европска Унија, нели сите го викаме тоа, се битни за нас, за нашиот квалитет на живот, затоа што тоа подразбира некоја си, најопшто кажано, ред во државата. Ред кој ќе биде прифатен пошироко од луѓето и на некој начин подшитуван. За да криминалот како што е денеска, што го имаме, и тие што се, и тоа овој софистициран криминал, што се работи со големи пари, еве да ги земе, нека не се 5 милиарди, нека 1 милиарда изнесено од Македонија, тоа се огромни пари за Македонија, 1 милиарда. Изгубивме чувство веќе. Да. Што е вредно. Држава која има ред не може толку да се краде. Значи, на тие структури, не само во Македонија, и пошироко во регионот, не има го, што се сега на власт. Во Хрватска е сега од Агрокор Тодори чисто екстрадиран од Лондон во Загреб. Видете какви се тоа се огромни суми. Огромни. Огромни суми. Видете него регионот. Кој владе во регионот? Некакво си надминување на таквите состојби. Како да се плаша дека е тоа епидемија може да има. Македонија ако се стабилизира, ако се на некој начин барем пристојно декриминализира криминалот, ќе се остане. Одамна да не премине тоа на кај Србија, па ќе ги загрози таму. Имаше на уште 90-тите на некоја научна конференција кога партиите, политичките партии може да прераснат во злосторничко здружение. Ако главниот интерес на врхушката се пари и злоупотреба на ресурси, тоа е злосторничко здружение. И ние доживеавме во Хрватска ХДЗ да му се суди за злосторничко здружение. Имаме ли во Македонија политички партии? Па добро, нели се замрзна имотот на ВМРО? Видете, јас, например, во основа, која да се вратам на Империја на случај, значи во основа за сите тие кривични дела од областта на финансискиот криминал, сум дека мерката притвор тука нема да покажите ефикасност, имате ли мерката, можете ли да ни откриете зошто во случајот Империја за Орце Камчев има притвор, а за Мјалков нема? Ама има и замрзнување на... Видете, значи секаде затоа зборувам дека притворот кај овие финансиски кривични дела не би го дал резултатот затоа што доказниот материјал за финансиските кривични дела е во пишана форма, во писмена форма, само треба да се следи трагата на парите. И ќе се дојде до се.
Најцелисходното решение за државата е да се стави рака врз имотот, односно да се донеси времена мерка за забрана за отуѓување и оптоварување. Тоа што значи? Тоа значи дека тој може да стопанисува со имотот, но не сме да го заложуваат, да подигнуваат кредити, да користи други бенефиции, до моментот до дека не заврши постапката. Има бојазност да за одредени кривични дела државата не успее да обезбеди докази. Во тој случај оштетните побарувања би биле многу. Ако некој мене во 2011 година ме послушаше, во Министерството за внатрешни работи кој водеше постапката против господинот Велија Рамковски, немаше ние денеска да се расправаме околу оштетното побарување на Велија Рамковски. Затоа што немаше да биде изречена мерка притвор, че беше ставена рака врз имотот и че си одеа постапките, че се докажуваше има даночно затајување, нема даночно затајување, во кој обем, во која мерка. И што е битно да ги вратат парите. И да ги вратат парите. На крајот на криштата и во случајов империја на државата и е многу првенствен интерес е да си го вратите имотот, да си го повратите имотот и парите кои што се противправно присвоени во сите овие токови. И факт е ова што господинот Богданчо го спомна. Сите се колку колку го посакуваме членството во Европската унија, организираните криминални групи и како се плашат од членство во Европската унија, затоа што членството само по себе ќе донеси почитување на правото и на законите. Тогаш таа неказнивост нема да биде изразена вака како сега што ни се случуваат, што знам кое какви гафови и ни се случуваат кое какви проблеми и имаме еден куп нестручни лица на одредени позиции кои што не знаат како да си ги покријат и едно за мене од случаите на СЈО, мислам дека клучните се Титаник, каде што партијата на власт злоупотребувала секакви ресурси. Восторничко здружение. Да, и вториот случај е прислушувањето. Сега, ако во Титаник се докаже вината, дали сметате дека на ВМРО ДПМН како партија треба да му се суди како злосторничко здружение во смисла како ХДЗ во Хрватска? Видете, ако се докажи вината за сите тие злоупотреби во изборните процеси години наназад, каде што тука се опфатени од изборните процеси од 2011, 2013 и 2014, ако не се лажам, значи тие изборни процеси, ако успеј да се докажат, мислам дека во најмала рака целото тоа раководство кое што тогаш учествувале во организирање на тие избори или вршеле функции во политичката партија би требало да се соочи со казна, а политичката партија би требало и така да се соочи со некој вид на казна каде што нече може да се појавуваат и да користат бенефиции од незиното политичко организирање. Требаше да плати на да се соочи со некој, затоа зборувам, да се соочи со некоја казна каде што не би можело да користат бенефиции од политичкиот процес, односно од настапот на избори. Ова е многу осетливо прашање, видете, се покажало од постоењето на ВМРО ДПМН дека без 220-250 илјади кога се најслаби резултати. Значи имаат едно стабилно членство кое не е за занемерување и тоа се граѓани на Република Македонија кои имаат своја политичка опција. И ако процесот кој ќе се води, јавноста и јавното информирање многу внимателно треба да биде во целиот овој процес, затоа што се работи за правно лице. Партијата е регистрирана како правно лице. Да, ма и на ХДЗ му се судеше како правно лице. Не викам да не. И ХДЗ е на власт повторно. Значи, ќе му се суди на правното лице, да не биде дека им се суди на членството, на тие што се. На функционерите. Партијата на правното лице, меѓутоа на одговорното лице во правното лице. Не така беше и во Хрватска. Значи, не се суди на власт. Големо внимание и санкција за активности на партијата непожелни се. Македонија со тоа што ВМРО ДПМН има стабилно гласачко тело и е потребна на Македонија. Тоа е потврдено 27 години. Не би се сложил дека ВМРО или било која или СДС или било која е судбина на Македонија. Мојот став е дека на политичката сцена во Македонија и како сега одма и веднаш е потребна трета опција, која што и како ќе се впушти да ги разрешува овие состојби, затоа што сега во моментот овој дуализам на политичката сцена ја однесе државата во многу погрешна вода. Ворете тоа цело. Јас сега да кажам да не ги забораваме. Со трети опции па ништо не направи. Да не го забораваме фактот дека партијата кога се зборува за ВМРО ДПМН, се зборува за раководството и за одговорно лице во правното лице што е партија и за членство, симпатизери и гласачи кои го заслужуваат почитување и немаат етикетирање тука. Тука мора да се разграничи затоа што тоа е
удар ќе биде врз демократијата во Македонија. Така, ви благодарам што бевте гости во Благодарам. отвореното Благодарим. студио. Благодарим и ние. Ние се гледаме повторно во 21 часот. Се извинував, малку се закашлав во текот на овој разговор, но тоа е тоа програма во жива. Неурчиња на љубовта. Пелистерка. Само за вас, најдобрата понуда овој викенд, единствено во Тинекс од 16 до 18 ноември. Шунка за пица Горановиќ, 1 килограм, 159 денари плюс 300 поени. Кисело млеко Идеал Шипка, 2+1 подарок, 50 денари плюс 50 поени. Инстант кафе Јакобс Голд, 150 грама, 199 денари плюс 200 поени. Детергент за алишта Биоактив, 9 килограми плюс подарок течен детергент за алишта, 529 денари, плюс 1000 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка, безброј привилегии. Мој Тинекс клуб. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Стани милионер со Бусто. Испрати фискална сметка од купен Бусто круасан на поштенски фах 678 за 1 милион денари или една од 200 награди. Бусто, твој